во студио. Се работи за представник од општина Неготино, а гостинка не госпоѓа Маја Наќова Јаневска, со која ќе поразговараме околу настанот со традиција кој ќе се случува во општина Неготино. Добро утро, Маја, и добро ни дојде за прв пат во утро. Да, благодарам на поканата. Честа е наша, ете да образложиме и да кажеме, раскажеме како било некогаш, меѓутоа како и денес во Неготино по повод Мала Богородица, бидејќи тоа е празникот на градот. Да, така. Традицијата започнува пред празникот. Што има пред празникот? Ајде малце да се потсетиме. Вака, ова година и годините наназад, оваа е традиција долга повеќе од 100 години. Градот Неготино го одбележува празникот Мала Богородица, во чија чест се организира Неготинската вечер, која што е предводник на празникот кој што следува. Неготинската вечер нема фиксна дата кога се организира, таа секогаш е помеѓу 16 и 19 септември во очи на празникот. Оваа година Неготино ја организира Неготинската вечер на 19 септември со почеток од 20 часот па натаму со богата културно-уметничка програма. Сета оваа манифестација, всушност целта на оваа манифестација која што е традиционална и трае подолги години е да се афирмира градот каде што преку уметноста, музичка и културна, музичките и културните вредности се афирмира целата општина, а со тоа и се развива туризмот, сакаме да го развиеме и туризмот во нашата општина. Инаку, да кажам накратко, оваа година кои ќе бидат наши гости, на оваа Неготинска вечер ќе биде гостинка од соседството Милица Павловиќ, а исто така пред неја ќе биде Жаре Бербер од нашата држава и ќе имаме за помладата публика диџеј Тодоров. Сега, значи, оваа може по овоа да се види дека по програмата што ни е предвидена се задоволуваат вкусовите на повеќето генерации, а водител на оваа манифестација ќе биде Стефан Лазаров. Инаку, да кажам некои збори за која е, уствари, поентата на оваа Неготинска вечер, сега наречена, порано беше Боемска вечер. Ето така, со традиција, Боемската. Ајде малку првин да направиме да ги прошитаме нашите гледачи со тоа како порано се славела таа Боемска вечер, како прераснала во Неготинска вечер. Така, значи Боемската вечер се одржуваше на старата Неготинска чаршија, која што, да кажеме, порано била доволна за да ги собере бројот на гости кои што доаѓале од местното население, од соседните градови и пошироко. Но со текот на годините стана претесна таа наша Неготинска чаршија и мораше да се префрлат действијата за да можат повеќе луѓе да се запознаат со нашите културни вредности на градскиот плоштад. Исто така и на старата чаршија има се уште действија кои што ќе се одвиваат за овој период, а повеќе атрактивно ќе биде после манастирската вечер, следува панаџурот во Неготино, кој што исто така има многу голема традиција, долги години се одржува и голем интерес има за него, така да имаме богат културен викенд. Така е. Спомнавме, нели, дека ќе можат посетителите да се запознаат со традицијата. Тоа значи дека на градскиот плоштад ќе се служи неготинска пита? Не. На градскиот плоштад нема да се служи неготинска пита. Ќе има забава и за младите со крофнички, волничка, така да има и за ептен малите, но неготинската пита се служи најчесто кога имаме младо вино и други манифестации како на плоштадот што се одржуваат оваа година. Мислам кога е Неготинската вечер ќе има штандови со кафичи, од кафичи и ресторани,
кој што Но ќе има за пиење, има нели, за што пиење, сакат. точно, а пита не. Пита таа ќе биде кој сака да ја проба, може на старата чаршија, по локалните ресторани, исто така таму ќе може во помирна атмосфера да пробаат. Така, ја споменавте и манастирската вечер. Да. Ајде малку околу манастирската вечер, што значи манастирската, каде се оди, кои се традициите? Вака сега, всушност, како што напоменав претходно, Неготинската вечер е предводник на манастирската вечер по повод празникот Мала Богородица. Празникот Мала Богородица е на 21 септември, што значи, после Неготинската вечер, наредната ден, на 20 имаме манастирска вечер, каде што жители од градот и околината, но и од подалеку, доаѓаат и преноќуваат некој во манастирот, има конаци, каде што во чест на Мала Богородица се одржуваат литургии и така натаму. Манастирот Свети Ѓорѓија, манастирот се вика Свети Ѓорѓија, има голема традиција долга со векови. Тој е изграден 1860 година, па наваму е посетуван од многу луѓе, значи поминале многу генерации. Карактеристично за манастирот, кој што има две слави, Свети Ѓорѓија и Мала Богородица, карактеристично е што таму имаме 25 природни извори на вода, кои што се лековити, каде што многу луѓе нашле лек за многу работи, така да и се уште верувањето постои, верниците го посетуваат, баш на таа манастирска вечер и остануваат таму, се молат и така. Така и интересно е тоа за манастирот, дека таму се наоѓа и спомен бистата на бабата Митра. Бабата Митра која ги спасува во многу песни. Да. Бабата Митра што ја запалиле германците со низината соба таму, спасувајќи ги партизаните да избегаат. Така, и после тоа веќе од 21, 22, 23 има Панаѓур. Да. Што значи Панаѓурот, еве? Што ајде тие што не биле на Панаѓур во Неготино, а не гледаат во моментов да им објасниме. Панаѓурот е всушност можат луѓето да набават стоки на едно место за повеќе дејности, така да имаме излагачи од локални излагачи, но идат и од цела Македонија. Што значи посетеноста е многу голема за Панаѓурот, бидејќи може да најдат од рачни ракотворби, од казани за припрема на ракија, до гардероби и така натаму. До добиток и до се останато. Добиток не, пошто тоа е сточен пазар. Нема да постои источниот? На Панаѓурот, значи збориме сега конкретно. Ама во истото време се случува. Така, да, но сега збориме конкретно за Панаѓурот, значи се што е потребно, тоа било порано традиција да луѓето, кога било Панаѓур, се спремаат за зимото и се спремаат со се што им треба за дома. И традицијата останала, сега малку е модифицирано, да кажеме, но сепак постојат и тие стари работи кои што луѓето мислам и денешното население има потреба и ги набавува од. Така, а паралелно, значи во истите денови го имаме источниот пазар на спортската сала и рингишпилот за деца. Да, тоа е на друга локација. Да, на друга локација се одвива. Меѓутоа, сепак целиот град ќе биде со тезги, преплавен, со посетители, а богами и сите ресторани и кафичи ќе имаат доста многу работа, што значи дека тие неколку дена, почнувајќи од Неготинската вечер, па натака до... Да, градот ќе живне со многу народ. Да, исто така може еден апел да упатиме до сите жители на државата и пошироко да дојдат да посетат Неготино, не е само по овоа, нели, како манифестација, него имаме и доста други знаменитости, па би можеле да останат и подолг период да го видат градот и да се запознаат со целата наша традиција. Така. Јас ви посакувам многу успех да имате за Неготинската вечер и секако за Панаѓурот, да си поминат сите посетители убаво. Гостопримството на неготинци е и како познато, така да сигурна сум дека сите ќе се чувствуваат пријатно во градот Неготино. Да, ви благодарам, исто е еден апел, ги покануваме сите заинтересирани да дојдат да не посетат, а ние со нашето гостопримство ќе ги угостиме.
Така е. Ви благодарам уште Исто и на еднаш. вас ви благодарам на поканата.